Помина речиси 1 година откако Македонија е членка на НАТО, а најмалку 20 министри се уште немаат безбедносен сертификат. Опозицијата обвинува причина е или нивната вмешаност во корупција, или соработка со служби на земјите кои не се пријателски настроени кон НАТО. Власта пак се правда, постапката е во тек. Најголемата опозицијска партија отвори скандал во кој се обелоденува дека првиот човек на полицијата Спасовски, но и министерот за правда Маричик се без сертификати, бараат оставки од нив. Има две работи кои што се факт. Прво е дека двајцата немаат безбедносен сертификат, затоа што да има ќе презентираа пред јавноста дека имаат безбедносен сертификат, и со самото тоа што двајцата потврдија дека немаат безбедносен сертификат, ги потврдија наводите на ВМРО-ДПМН. Од партијата посочуваат дека немањето сертификат за 20 министри го доведуваат во прашање кредибилитетот на државата. Власта реагира дека Македонија ги остварила сите права и ги реализирала сите обврски како полноправна членка на НАТО на идентичен начин со сите останати 29 земји сојузници. Административните постапки за стекнување безбедносни сертификати се идентични за сите држави членки и може да траат и до 6 месеци, а пандемијата дополнително го пролонгира тој процес. За министерот за внатрешни работи постапката е во тек, а за министерот за правда ваков документ воопшто не е ни потребен. Според големината на државата, меѓу 500 и 600 македонски државјани треба да добијат сертификат за безбедност од НАТО, а постапката за барање е почната за околу 300 државјани, истакна директорот на дирекцијата за безбедност на класифицирани информации Стојан Славевски, институцијата преку која одат сите барање за безбедносен сертификат. Славевски за Радио Слободна Европа изјави дека десетина државјани кои поднале барање за сертификат биле одбиени од Алијансата, не ја поминале безбедносната проверка, отимало одредени безбедносни пречки. Сепак, за ниту еден од одбиените не требало да се води кривична постапка.